Кој е тој премиер што се колне во Југославија, работи за Бугарија, а краде со Али Ахмети и Демократската унија за интеграција? Премиерот наместо да работи на гаранции за Македонија, оди по амбасади, коленичи и моли да не притиснеле за ВМРО ДПМН да попушти. Наместо да штити државни интереси и да бара гаранција Македонија да не биде понижена, Ковачевски оди и моли да има притисок врз нас, за да го прифатиме неприфатливото. Порача првиот човек на ВМРО ДПМН Мицковски од вечерашната трибина во Делчево. Тој упати жестоки критики кон премиерот Ковачевски. Наспроти сите политичари познати од лошото искуство и минато на нашиот народ, кои лажеле за состојбите во кои се наоѓаме, секогаш ја кажувам вестината дека да, имаме сериозни притисоци за прифаќање на бугарскиот диктат. Мислат дека со повици за средби, со поединечни разговори ќе попуштат пратениците на ВМРО ДПМН и коалицијата. Но и пратениците на ВМРО ДПМН, исто како ја, единствено што сме должни е да го слушаме народот на Македонија. Од власта се поклонуваат пред канцеларии и кодошат по амбасади, тоа најдобро го знаат. Мицковски е категоричен. Вели дека никогаш нема да прифати да се свитка кичмата на Македонија, а на пратениците и народот им порача дека ги поддржува во истрајноста против бугарскиот диктат, за кој потсети на анкетите кои покажуваат оти 80% од граѓаните се против уставните измени. Под овие околности ниту сега, ниту во иднина нема да има промена на уставот, тврди Мицковски. Мило ми е што и самите признаваат и очекуваат дека ќе се смени власт. Второ, треба да знаат дека сега и било кога потоа, овој или било кој мандат потоа, ВМРО ДПМН, коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН, ниту јас ќе се согласиме на промена на уставот под овие околности и со овој бугарски диктат. Не треба да се губи времето за работите кои што ќе удрат во зид. Председателот на ВМРО ДПМН смета дека помеѓу редовите на владеачката СДСМ има многумина кои се против уставните измени и Оти Ковачевски, како главен лобист на Бугарија, оди и против своите сопартици. Вели дека ќе присуствува на лидерската средба која треба да се одржи деновиве, но Оти нема многу надеж. Му порача на премиерот на таа средба да биде свесен за времето откако уставните измени ќе пропаднат.